Ви благодарам многу, почитуван Зоран, почитувани министри, пријатели. За мене е навистина чест, но исто така и лично и емотивно се чувствувам да да дојдам тука и директно од Страсбург да ви донесам, а утринава бев во Тирана, да им донесам во целиот овој регион добри вести, дека Европската комисија одлучи да му препорача на Европскиот совет да ги отвори преговорите со овие земји. Значи се вративте назад на патеката и сметам дека ситуацијата која што ја најдов пред една година во текот на мојата посета минатата година во Скопје и онаму каде што се наоѓате сега, беше исто така еден ден како овој. Бевте исто така председавачи со дигиталниот самит. Господинот Хан и јас дојдовме тука, ја прославивме добрата вест, ви дадовме и нови задачи. И бев исто така примена денеска и од останатите 5 партнери од Западниот Балкан. Но ќе кажам дека поминавте голем пат и драго ми е дека се вративте на вистинската патека и проценката што ја направија европските комесари врз основа на заслугите и работите кои што ги завршивте, им препорачавме на Советот да ги започнете преговорите. Значи, можете да славите половина ден, но подоцна се вратите на работа, но ова е не само постигнување на владата, туку и постигнување на сите институции на владата, на председателот на владата, на локалните власти, на граѓаните на оваа земја. И тоа вклучува капацитет и од мнозинството, но и од опозицијата да работат заедно. Ова е мојата прва порака, да го признаеме дека ова е резултат, заеднички резултат на владата и на опозицијата, затоа што и владата и опозицијата ги здружија силите и треба да ги здружат силите и за натамошните следни чекори. Имајќи ги сите овие заслуги предвид и иднината и задачите кои што не чекаат во иднината, денеска сум тука да ви ја пренесам ова порака, дека владата ја има одговорноста да ја ги отвори вратите за учество на опозицијата, меѓутоа и опозицијата да исто така да учествува во промените. Но јас не мислам дека вие сте под ризикот да имате некои различни агенди низ политичкиот спектар. Јас мислам дека имаме заедничка визија, но ризикот постои дека може да не напредувате или да се враќате назад доколку политичките сили не расфатат дека треба да ги идентификуваат на политичките приоритети на сите граѓани, за да можат институциите ова да го постигнат. Ова за сега успеавте да го постигнете, ова е признание и на владата и за сите вклучени во овој процес, но високото очекување е дека овој дух, овој начин на работа, оваа метода на работа дефинитивно дава резултати и тука сум повторно да кажам дека кога ќе помислиме каде бевме минатата година, драго ми е да видам дека опозицијата се врати во парламентот и ми е драго дека утре ќе можам да му се обратам на парламентот тука во Скопје. Но исто така сакам да споменам дека после овој состанок со премиерот и во владата ќе се сретнам со председателот и со лидерите на опозицијата и со заменикот и со председателот на парламентот. Затоа ми е драго да слушнам дека овој пристап е заеднички прифатен од целата земја. Добрите вести кои што ги донесов од комисијата исто така носи и повеќе работа
и повеќе задачи кои што треба да се исполнат. Пред малку говоревме дека ова е вид на видеоигра. Секогаш кога ќе дојдете до едно ниво и го заменувате едното ново, исто престои ново ниво, меѓутоа добивате екстра поени за успешно завршената работа. Што, како што кажав, на крајот на денот, со ова покажувам дека имам тинејџерки и ќерки, меѓутоа ќе кажам дека вие бевте исто така во право кога кажавте дека не станува збор само за институциите, процедурите и институциите. Вистинската работа е всушност и нашата крајна цел е подобрување на животот на граѓаните, да се добие еден европски стандард, да се покрене економијата, доброто владење на институциите и сето она што значи еден добар квалитет на живот. И веќе ќе кажав дека веќе сето ова почна, меѓутоа сето се ова придобивки кои што учеството и членството во Европската Унија носи со себе. Следното ниво на видеоиграта, како што кажав, е прво спроведувањето на реформите. Препораката која што ја споменав носи два магични збора, тоа се задржување и продлабочување на реформите. Сето тоа значи трансформирање на реформите кои што сте ги идентификувале, обврските кои што сте ги прифатиле и сето ова ќе значи дека заслугите или суштината на која што сите останати чекори ќе бидат засновани, вклучувајќи ги и довербата на вашите граѓани во институциите. Не само на националните институции, туку и на европските институции, затоа што да се биде транспарентен, одлучен и строг, исто така значи дека ќе се исполнат и вистинските резултати. Но резултатите досега ги исполнивте во доста кус рок и убедена сум дека со оваа енергија ќе продолжите и понатаму да ја исполнувате и задачите кои што стојат пред вас. Исто така ќе признам дека направивте импресивни чекори во адресирање на регионалната динамика и на билатералните прашања со вашите соседи. За регионалната динамика ќе кажам дека вечерва тука исто така ќе имам средба со сите премиери на регионот. И ако сметате или ако сметавте 4-5 години наназад дека ова ќе биде тешко изводливо, сега ќе кажеме дека тоа е нормално, значи тоа е новата нормална на која што треба да се навикнуваме. И овој дел од Балканот, Западниот Балкан, е целосен дел од европскиот континент и не е прашање на проширување за мене, можеби поради мојата генерација или моето географско потекло, ќе кажам дека Јадранот е многу малечко море и станува збор за обединување на цела Европа, а станува збор и за забрзување на европскиот процес, а тоа е доведување на мир и помирување на европската почва. Значи ви давам голема одговорност да гарантираме дека европските луѓе, европјаните се соочуваат со иднината, со доверба, со надеж дека ќе живеат заедно, а дека Европската Унија би била една рамка во која што ќе гарантира дека ова е возможно после некои тешки времења. И дека ќе траеме долго. Значи ќе успееме да развиеме развивте добри добрососедски односи, добра регионална динамика. Уште една демонстрација на сето ова е вечерата која што ќе имаме вечерва. И на следниот самит во Софија, кој што се ќе одвива на крајот на мај, кој што ќе биде доста важен, се надевам дека ќе успеете целосно да ги решите билатералните прашања со Бугарија, една важна европска земја за која што сега е председавач со Европската Унија и која што е една од најсилните поддржувачи на нашата работа во Западниот Балкан, и се надевам, а и сакам да признам дека завршивте одлична работа во диалогот и со преговорите со Грција. Ние ги поддржуваме и ги поттикнуваме овој процес
во сите можни начини и се надевам дека решението кое што ќе биде заедничко прифатливо може да биде лесно и брзо постигливо и се надевам дека гледаме позитивни случувања под раководство и под поддршка на на Обединетите нации. Ја всушност верувам дека и ова ќе бара одреден степен на национално единство и сум сигурна дека вие ќе можете да го гарантирате, а опозицијата исто така ќе може да го гарантира ова заедно со институциите. Да заклучам дека ова беше одличен ден, но ова ќе бидат и неколку одлични дена кои што ќе ги минеме во Македонија. Денес ја слушнавме реакцијата од Грција дека нема време за решение на спорот до самитот во јуни, ниту пак спорот би бил решен без барањата на Грција промена на уставот, решавање на опсегот. Дали вие очекувате Македонија да добие датум за преговори во јуни или веќе е сигурно дека тоа нема да се случи во јуни и ќе чекаме уште една година најмалку? Комисијата вчера го донесе одлуката да препорача отворање на преговорите од страна на Советот. Сега останува на Советот на крајот на јуни да ја донесе оваа одлука. Но, како што кажав, врз основа и оценката врз основа на заслугите беше направена и е позитивна. Нема да спекулирам какви одлуки 28 членки ќе донесат во јуни, за кои што се уште имаме време и се надевам дека тие можеби и нема да можат денеска да ни кажат 100% што ќе одлучат до тој самит. Сега имаме некаде 2,5 месеци до тој самит. За 2,5 месеци можеби нема да целосно комисијата да даде целосно позитивна препорака, но времето има, времето треба да се искористи позитивно и храбро, како што го направивме тоа во последните 10 месеци, каде што направивте чекори во кои што пред 10-12 месеци беа незамисливи. Затоа јас сум оптимист за Балканот и сметам дека тоа ме квалификува како глобален оптимист, но сметам дека време постои, времето може да се искористи како што беше позитивно искористено и од страна на вас и од страна на Грција во овие месеци и недели на преговори и разговори и се надевам дека резултатот е возможен. Јас не можам да влегувам во содржината на ова прашање, затоа што станува збор за билатерално прашање и билатерално решение и билатерална рамка, меѓутоа мислам дека Европскиот совет може дефинитивно да донесе позитивна одлука, затоа што во спротивно ние не би дале препорака ако сметавме дека тоа не е така. Моментот од изјавата на нашиот добар пријател Никос Коцијас. Јас сум убеден дека ќе добиеме датум за преговори, заради тоа што досега го имаме постигнато со Грција, навистина и го гарантира тоа. Ќе бидеме сите среќни ако најдеме решение, а верувам дека тоа е можно. Видовте дека имам причина да бидам оптимист. И Фредерика е оптимист заедно со мене, заради тоа што верувам дека оптимизмот навистина помага во изнаоѓање на решенија од секаков вид, па дури и на вака чувствителни решенија. Знам дека изјавата беше поврзана со НАТО, но да не заборавиме дека ние имаме право на автоматска покана од НАТО. Значи не сме врзани со Јулскиот самит, секако, но дури и тоа да не ни биде причина, треба да го најдеме решението. Ако успееме во месец мај да изнајдеме решение, ќе видите дека има време за се, заради тоа што се работи за легални или правни аспекти на решавање, кои што се решливи, само да имаме решение. Јас сум убеден дека сега е вистинското време и верувам дека ниту во минатото, ниту во иднината, веројатно и нема да постои подобро време за да изнајдеме решение, достоинствено за двете страни, кое што ќе штити идентитетот и секако, како што вика министерот Коцијаш, само определувањето и само чувството на двете страни.